Нашето сдружение Тиквишки Лозорово още разкавадаци. Издружението от Неготино, издружението Мак Вранец Валандово не бивме поканити. Ние протестирахме и барахме средства во Министерството, али министърът си канил тамо некои партийски послушници и винариите тамо ги поканил, а каква средба имале, каква не. Важно донесили некоја одлука која цената да биде за Вранец од 15 динара, а за Смедревка 13 динара. Али како слушам ја од вашиот медиум, нема окончано ни шеќерност, ни едноставно нема ништо кажано, само 15-13, али ние како здружение сме незадоволни. И за тоа што нашите барања се јасни и на протестите јасни се уште у јануар месец. Ние бараме Вранецот да биде со шеќерност 18, да биде 20 денари, секоја шеќерна единица да се плаќа нагоре. И Смедеревката да биде 16 шеќерност и секоја шеќерна единица да се плаќа нагоре, а цената да биде 18 денари. И затоа ние, пошто не сме задоволни, кажавме нека и на протестите и бараме од Министерството да наповика утекот на неделата, затоа што да имаме заедничка средба со винарите, со посредничество со министерот и ние како здруженија, и макар и да има и некои други земјоделци здруженија, не е битно. Важно е да окончиме салам цената, онаа цена што е задоволителна за двете страни, и за винарите и за лозарите. Зошто ли? Затоа што пред месец дена нели имавме џок од другото здружение наше, беше во Неготино, во Скопје, во Министерство за земјоделие. Се формираше цена, производна цена. И таа е сега ставена како предлог закон во владата. Ние барахме дека производната цена за еден производство на 1 килограм гројзе кошта 15 динара. А во Министерството и од факултетот утврдија цена 13 динари и 80 динара производна цена. А сега еве ако правиме моабе, едноставен, за 1 декар лојзе, еве цената прво ќе почнеме. 14 динара производната, пошто институтот виче, тоа е предлог закон виче, за од година да влезе закон. 14 динара кога институтот виче, а утврдил таа цена. А 15 динара Вранец. Тоа ти е 1 денар. А на 1500 кила 1 декар гројзе под вода. На 1500 динар. По 1 ден останувате 1500 динара да работиш од пролет до есен. А поедно аргатен денеска да одиш една ден, тие пари неко цела година 1 декар да работиш. А за Смедеревката, кога веќе си утврдил ти 13,80, институтот утврдил. По кој резон 13 динара, значи динар помалку. А нели треба ние да фанеме 4-5 динара некоја рачун да имаме печалба за да преживееме ние како лозари, а уз тоа ќе обстанат и винарите. Едни без други ние не можеме. Али треба да се утврди реална цена и затоа го повикам министерот до недела да наповикат на повторна средба, затоа што ако не, ние ќе бидеме принудени да протестираме, а зошто да се мачиме и ние да протестираме по патишта, а и зошто и луѓето кои си планираат да оде за Штип, да оде за Кочани, за Скопје, зошто и нив да ги малтретираме 2 сата, а инако ние ќе организирано, ако блокираме веќе, ако не најдеме некој решение, ќе блокираме во Прилеп, Росума, Неготино, во Оризарите, Тишиново, Блешово, во цела Македонија кај можеме. Откупот моментално почнаа високо сортните, сортите со висок квалитет. И еве на самиот почеток работата тргна наопако. Затоа што ја некогаш кога викам Тиквеш е лош играч и еве одма излезе на дело. Пред 2 дена во Неготино пункт откупува гројзе за винеријата Тиквеш. Високосортни, Сивињон, Симињон, таму Шардоне. И што се деси? Ми се јавија некои луѓето од таму, околу 15 трактора и мало собрано, дошле од винаријата Тиквеш двајца, тие што се заенолозили, што се, поминале, ти не чиниш, не ти чине гројство, и мало 2 зрна пепелница, и мало од градот, пошто лоша беше годината, и мало ботритис 2-3 зрна, и фанале 11 трактора се вратени за вчера. И вчера луѓето, ја отидев да ургирам нешто, да прашувам таму во Тиквеш, али не диме споразум, и за да му го примат, ако треба некоја пониска цена, или вака така, али Тиквеш не префана таква работа и луѓето вчера фанаа си го сумелија гројство
дома, наместо пари да вземат, да ги платят аргатите, сега трябва ракията, кога ќе сварат, па да ги плачат аргатите. А и тој што е откупувачот за тиквеш, вчера прекинал, пошто револтирани се самите лозари. И венеријата тиквеш, нека даде едно сообщение. Ајде тие што има договори таму, на самото место, да му каже што да бере и како да бере. Или нивно лице, од тие што е на лојсе, нека изводат на лице место. Нека му каже, господине, ти бери, еве, белешки како што дават. Еве, бери за во среда, али сакам квалитет таков, таков и таков. Скапано да нема, вода да нема, ноа. А исто тоа треба и за пунктовите, пошто пунктовите не одат во тиквеш, него треба со сообщение на локална телевизија на вашите да КТВ, да соопште службено лице од тиквеш тука, да соопште да му каже на луѓето што да прават, кој гројзе да го берат, кој да го стават на лоаст или на земјата до кутка, така да можат да поминат. Да не е вака 11 трактори тоа е гројзе и тоа на првата ден на откуп. Бензинска пумпа ДМД Оил.